Па ја мислам дека работите конечно на Македонија треба да се наречат со вистинското име. Ако некој јавно, безобразно, бесрамно лаже, треба да се нарече со поимот лажба. Бидејќи тоа се случи, и тоа се случи на еден, би рекол, осмислен начин од страна на актуелната власт. Се работеше за еден пропаганден проект, кој што го почна претседателот Иванов со неговата изјава на брифингот пред новинарите, каде што се повика на европратеничката Дорис Пак, дека во 95-та година сме имале понуда за членство во НАТО и преговори со Европската Унија под времената референца, ама ние тогашното раководство таа понуда сме ја одбиле. Па продолжи потоа преку посетата на европратеникот Посел, па имаше дебата организирана од Институтот Павел Шатев, па имаше цели прилози на одредени медиуми кои што се под контрола на владата, стана јасно дека оваа влада, избегнувајќи да се соочи со собствената одговорност што денес не може да се направи исчекорот кон НАТО и кон ЕУ, се обиде целата одговорност да ја врати негде назад во далечната 95-та година со фалсификување на историските факти и да каже не ја пропуштаме таа шанса ние денес, таа шанса е пропуштена од некои други во 95-та година. И што се случи? Одеднаш целата таа небулоза почна да добива легитимитет. Околу неа да се пишува, да се дебатира, да се слушаат различни мислења. Единствен начин да се пресече таа работа, оценив дека еден таков настап и една таква реакција. До ден денес чекам дали ќе добијам тужба, као што гледам таква тужба нема, дури нема ни продолжување на таа приказна, едноставно запре. Единствено што се обидува сите да препознаат во таа приказна, во таа реакција покажан прст кон Посел, па сите почнаа да го бранат. Како тоа да не беше дебата, односно споменувано и на брифинзи, и по медиуми, и на пресконференции партиски и така натаму. Жалам што морав на тој начин да одреагирам. Тоа не е моје ниво и никогаш порано не сум се користил со такви изрази. Меѓутоа, никогаш порано ни ваква состојба во државата сме немале, никој пат порано не сме имале ситуација во која што вака безочно, безобразно се обидува да се фалсификува историјата. Ако е тоа единствен начин да излезе вистината на виделина, тогаш тоа ќе го користам и во наредниот